Фармацеутска компанија Pfizer Европската комисија предложи поостри контроли врз извозот на вакцини COVID-19, откако ја обвини британско-шведската фирма AstraZeneca дека не го исполнила својот договор за снабдување со земјите на ЕУ. Плановите кои треба да се најдат пред лидерите на ЕУ во четврток може да ги разгорат тензиите со Велика Британија. Секоја пратка ќе се проценува според стапката на вакцини и извоз на вакцини во соодветната дестинација. Во меѓувреме 29 милиони дози на AstraZeneca се прегледани во рација во Италија. компанија очекува да произведе 50 Безбедносните сили на Мјанмар вчера застрелаа 7-годишно девојче во градот Мандалај, најмладата жртва досега во крвавата акција на војската против цивилното спротивставување на пучот од 1 февруари. Младата девојка беше убиена во нејзиниот дом за време на воена рација, известува Reuters, повикувајќи се на извори од роднини. Локалниот новински центар Мјанмар известува дека девојчето било застрелано додека седела во скутот на нејзиниот татко, откако безбедносните сили влегле во нивниот дом. Војниците го прашале таткото дали сите во семејството се присутни во куќата. Кога таткото одговорил потврдно, војниците го обвиниле за лажење и со цел да пукаат во него. Куршумот завршил во девојчето, објавија локалните власти, цитирајќи ја постарата сестра на жртвата. Кенија денеска нареди затворање на 2 кампови во кои се сместени стотици илјади бегалци од соседна Сомалија и даде рок на Агенцијата за бегалци на Обединетите нации 2 недели да презентираат план за ова, соопштија надлежните од Министерството за внатрешни работи. Бегалските кампови Дада Пикакума во северна Кенија заедно имаат повеќе од 410.000 луѓе, од кои мал дел се од Јужен Судан.